вие на самиот почеток зборувавте за ставови, факти и шпекулации. Колега Стевананџија, пред чинам една седмица, нашиот заеднички колега професорот Мухиќ најексплицитно го отвори прашањето за името на Република Македонија и го кажа својот став. Ниеден од вас не го коментираше тој дел. Ниеден од вас не го коментираше делот дека не можеме ние. Го немаме тоа право. Не е од вчера, од денеска името Македонија. Да решаваме за смена на тоа име. Зошто то не го искоментиравте? Или не ви одговара во валканата кампања со дезинформации, со која цело време се обидувате да ја оспорите нашата родолюбивост, нашиот патриотизам. Колега Стевананџија, сведоци сте дека пуштивте или некој пушти на вратата на мојот дом, кај што имаше малолетни два мои сина, недостојни празноглавци, да ми дадат некаква покана, која во секој момент во прилеп можеа да ми ја дадат. Ама желбата беше мојот дом да се искористи за сценографија, за некаков снимен филм. Сведоци сте, денес е голема среда, милувате сите многу често да ги спомнувате православните празници. Го заборавивте Тримир, на вториот ден во вторник, зедовте свештени лица во прилеп да шетаат со вас по плоштадите. Вториот ден на Тримир, кај што ни вода не се пија, заради светоста на тие денови, заради почетокот на постите. Ама тоа го заборавивте. Не е поврзано со вашата демохристијанска определба. Лаги, манипулации. Тоа се вистините за целиот овој период и замајување на македонската јавност. Вие, колега Стевананџија, пред да бидете пратеник, доаѓате од Прилепската гимназија. Со ниеден збор не го ја прокоментиравте случката во Прилепската гимназија, кај што директорот држи политички говори во своето обраќање пред учениците. Во членот чинам 4 од Законот за средно образование, превземено од Европската конвенција за човекови права, експлицитно стои дека политика и религија не смее да се меша во образованието. И за да не го пречекорам времето, да му одговорам на колегата Ванкувер. Колега, внимавајте следниот пат, кој ќе треба да одите во салата Борис Трајковски, да не замините во Карпош 2 на состанок. Ви благодарам. Господине Стевананџија, Димитар има контрреплика. Повелете.